Јас сум Владимир Петрушевски, еден од вашите два инструктора по хемија. Кај мене обично работите одат вака. Се договараме за некаков експеримент, презентирам дел од експериментот и потоа разговараме за можните причини на исходот на експериментот. Ќе презентирам нешто прилично почетнички, само за да илустрирам како би работеле. Значи, еве некаква апаратура, балон полн со воздух, влегува од едната страна во шише, резервоар за воздух, па излегува од другата страна и влегува во блок флейта, која што е ставена во еве ова дебела и долга стаклена цевка, која што тука има отвор. И сега речи си исто како некој да дува, се генерира тон, се разбира тонот е со една фреквенција, монотон, константен тон, бидејќи никој не свири. Овде баш и нема нешто чудно. И сега поставувам прашање, што доколку балонот не е полн со воздух, туку има некој друг газ, полесен, например, водород, хелиум или метан, а што доколку во балонот имаме газ што е потежок од воздухот, да речеме CO2, смеса од пропан, бутан, така. Дискутираме за можниот исход на таков експеримент, кога е газот полесен, кога е газот потежок, потоа проверуваме експериментално дали се очекувањата исполнети. Па потоа одиме малку подлабоко. Не е доволно да погодиш дали ќе има промени и какви ќе бидат, туку треба да се дојде до причините. Што е газот кој што циркулира, од што е составен, од молекули и така натаму и така натаму. Кратка илустрација за тоа како би работеле со заинтересираните ученици. Не сакаме значи да изведеме експеримент и да им ги дадеме резултатите на готово, туку да ја стимулираме нивната хемиска интелигенција. Океј.